Односите меѓу Скопје и Брисел се двонасочна улица, но Европската Унија треба да покаже дека е подготвена да разговара за трајно и конечно решение за македонските евроинтеграции. Христијан Мицкоски испрати порака дека додека тој е премиер и лидер на ВМРО ДПМН, вака конципирани уставни измени нема да има. Нема да има политичка волја додека јас ја водам владата и додека јас сум претседател на ВМРО ДПМН. А без ВМРО ДПМН уставни измени нема. Тоа треба на сите да има јасно. Да, нема. Вака како што се конципирани, нема. И нема ни да има. Јас не сум авантуриста, нити екзибициониста во мојот живот. Газам на цврста штица и ако носам било каква одлука, таа одлука сакам да значи крај на еден процес, а не само почеток. Мицкоски најави уште посилна дипломатска офанзива во 2025 година. Македонија ќе биде главен играч во процесот на изнаоѓање решение, прифатливо за сите страни, без да биде жртва на билатерални прашања. Во однос на најголемиот предизвик на Македонија, битката против корупцијата и криминалот, Мицкоски вели дека извршната власт си ја завршила работата и дека сега се е во рацете на обвинителството и судството. За екс-вице-премиерот Груби и екс-директорот на ЕСМ Ковачевски, прашање на време е кога ќе одговараат. Прашање на време кога овие бегалци од правдата ќе се вратат и ќе одговараат. Затоа што знаете да сте бегалец од правдата не е така едноставен живот, па дури и да го смените континентот. Големи имиња, високо профилирани политички имиња се најдоа во истрага, се најдоа во процеси кои што ги водеше извршната власт и ги достави до обвинителството. Од тој момент па натаму ние сме ја завршиле нашата работа. Мицкоски е дециден дека извршната власт ќе продолжи со исто темпо и во 2025 година да се бори против корупцијата и да ги реформира институциите.